Кај се други, бе? Ке доаѓаат ли, бе? Не знам. Шо ке доаѓаат, бе? Кој го пише ова, бе? Ние со вакви текстови можеме само награда за рециклирање да добиеме. Шо ни е тема за недолава, бе? Има нешто што се дешава? Па или салфетот иде у штаб на СДСМ, ланчо некој интервју. Шо знам, загадување? Тек има загадување, таа е вечна тема. До мај ќе имаме теми. Ти, Кузман, шо правиш? Ништо како што гледаш. Не за сега, мислам некоја тема да фатиш. И за иселување нешто? Иселување. Уствари, шо иселување? Па сега нели живот дојде, као ќе се враќаат овие сите нешто. А мај дури има, знаеш дека уште има да најдеш некој од овие младиве што сидат, да видиш зашто сидат, што си прават. Ај ќе фатам, ќе најдам. Се снајдеш ти. И нема да се начукаш пак како прошли пат. Не, шефе, толку. Не, толку. Не. Ви кажам толку, ја. Како пројде прошла емисија, имате добри реакции? Супер. За тебе не ти рекоа ништо за фризурата? 100 души ми се јавија мене, вика, шо сте ја направиле таква, вика, косата као 50 години има као тетка. Арчи, за тебе ниедна забелешка. Те испофалија, из фризурчето, мрак ти било и све и така. Ама па снимате вие, бе, не се заебајте, не ја знаат Елена дома дека пуши ќе убијат. Ај гасите тоа, ај гаси да почне емисијата, ајде. Лека ноќ македонци, лека ноќ обединета македонска диаспора. Вие гледате вчерашни новости. Лека ноќ и од мене. Јас сум Александар, до мене е Јелена, а вие со нас сте чекор за ците. Точно така, колега, се е подготвено за најновите новости од вчера. Еве што ќе гледате. Откриваме зошто има паника во СДСМ. Како ти кажам, 5 месеци ништо не направи. Кој е најновиот македонски емигрант? Вчерашни дознава што е АКМИС. Збориме за Јава Кодови, така со Леал Тейбл. Домот ми е таму, кај закачам шапка. Домот ми е таму, кај што ме чекат. Домот ми е таму, каде што ме знаат. Домот ми е таму, кај преспијам ног. Стамбен кредит на Комерцијална банка со ниски каматни стапки од 2,9% во првите 3 години и до 30 години рок на отплата. Без надоместок за одобрување и администрирање на кредитот и без трошок за процена. Комерцијална банка АД Скопје. Од многу обврски немам време ни за детето. Но тука ми помага мојата тајна. Готвејќи за нив, ги правам срекни и здрави. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Сите Golden Art објекти се во енергетската класа А, што значи пониски сметки за грејење и ладење во текот на целата година. Имаат уникатен систем на градба кој лесно се докажува како супериорен на пазарот во однос на квалитетот. Сите Golden Art објекти се изградени со љубов, направени да траат со генерации. Провери, закажи состанок со Golden Art агентите и дознај зошто само тука купуваш дом, не само стан. Животот најверојатно ќе треба да дојде на велосипед, барем според математиките на Министерството за финансии, кое реши до јануари 2018 акцизата на горивата да ја зголеми за 3 денари, со ДДВ 3,5 денари. Новој чекор од Министерството се решиле за доброто на екосистемот, како и за доброто на буџетот. Како што велат тие, граѓаните не треба да се загрижени дека потрошувачката кошничка ќе поскапи. Имено оттаму смируваат дека просечната исплатена бруто плата во Мозамбик е за 7 пати помала од таа во Македонија и додаваат дека граѓаните не се сиромашни, туку се со погрешни географски координати.
Екс-премиерот и председател на ВМРО ДПМН Никола Груевски го побара својот пасош од судот. Како причина за ова, тој наведе дека треба да се сретне со унгарскиот премиер Виктор Орбан. Судот и покрај дадениот чесен комитски збор не му го врати пасошот и му препорача да се сретнат на Скајп. Ако не сака планината кај Мухамед, Мухамед ќе оди кај планината, вели старата поговорка. Па така наместо да се сретнат во странство, Орбан ќе дојде да го посети Груевски во Македонија. Ваквиот расплет отвара многу можности за Република Македонија. Наредно се очекува Никола да го побара пасошот за да оствари средба со странски инвеститори. Иако судот го одбие тие да дојдат во земјата. Се очекува оваа негова супермоќ да биде искористена и за привлекување на музички имиња од светската елита, па Груевски веќе го побарал пасошот за да се види со Мик Джегер, Пол Маккартни, Тейлор Свифт и единствениот Тото Котуњо. А од кабинетот на председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов распиша тендер за фотографски услуги вреден 5000 евра. Како што стои во тендерот, поради изголемениот обем на работа и напорното темпо на таткото на нацијата, овој чекор бил неопходен за да може да се задржи квалитетот на Инстаграм профилот на председателот Ѓорѓе. Набиена агенда средби со граѓаните, како и присутноста на Иванов во медиумите, налагаат тој да има помош во водењето на Инстаграм профилот. Потенцијалните кандидати за фотографски услуги треба да поседуваат исклучиво знаење од областа на филтри на Инстаграм и мора да знаат да сликаат храна, калинки, како и мртва природа. Председателот може само да се слика. Според резултатите по двата круга од локалните избори, СДСМ ќе раководи со Скопје и дури 56 општини, а ВМРО ДПМН со само 5. Нашата екипа е во штабот кај социјалдемократите, каде што се уште владае неверица и шок од резултатите на локалните избори. Со еден збор паника во СДСМ. Паника во СДСМ. Добро вечер. Добро вечер, не мислев на вас паника, мислев на друга паника. Ви благодарам, слободен сте. Пријатно. Паника во Социјалдемократскиот сојуз, каде што се уште владее неверување една недела после изборите. Од СДСМ решија дека ќе им дадат по некоја општина на ВМРО, затоа што не можеле да се сносат со одговорноста. По тој повод ќе поразговараме со портпаролот на СДСМ. Господине, дали се надевавте на вакви резултати? Молам, погледнете мапата на Македонија. Цела е плава, значи Македонија е поплавена. Дали ме разбира, значи централна власт, локална власт, министри, премиер. А зошто токав страв кога моките во ваши раце? Значи здравството сега ако не чини не е веќе Никола Тодоров крив, СДСМ е крив. Патиштата се лоши, катастрофа се. СДСМ е крив. Медиумите не чинат, СДСМ е крив. Малце превише агресивно отидовме со ВМРО и Никола Груевски, а не требаше така искрено. Како да ти кажам, 5 месеци ништо не направивме. Мислам, hello! Студио, како што би рекле старите, Господ нека ни е на помош. Вашата или салфета Крстич Поп Мајбах. Дали изборот на судии на вистина се прави компјутерски по случаен избор или некој го штелува софтверот, популарно наречен АКМИС, со цел најчувствителните предмети, особено тие од СЕО, да ги доделува на подобни судии? Кузман Статива разговараше со информатичар кој ќе ги даде одговорите за работата на овој судски софтвер. Да, студио, разговараме со младиот информатичар, господинот Симе Талески или напрекар аналогниот. Господин аналогниот, кажете ми како функционира овој софтвер? Здраво, значи гледај, станува збор за специфичен алгоритам што работи со датотеки со лимитиран акцес. Тоест, акцес кодот на контор листот ја авторизира датабазата. Пази се, браузерот е директно врзан со бинарните кодови и од таму ги влече фактички датотеките, сваѓаш? Сега, гледа, овој софтвер поседува собствен конкорданс файл, а дизајн темплейтот е со дигитална сигнатура. Значи, станува збор, Кузман, за еден прекрасен систем на солуции со диференцирани леери. Значи, Јасно, но може ли да ни појасните како се одлучува кој судија кој предмет да го добие? Да бе, да, сега, значи, збориме за Java кодови, така, со layout table. Да, но судиите кој ги избира, по-конкретно? По-конкретно станува збор за дигитални метадати. Тоа е најпросто да кажано, пошто поише не ни можам да симплифицирам. Така, кажете ми, сам го одржувате софтверот? Кој софтвер?
Па Акмисот? О, не бе, Душо, не сме се разбрале. Ја сајтот го работам за судот. А Акмис, ако го барате, чекај, он одржава, ама дали е тука? Акмис? Ајде, Акмис, гел бурда. Мераба. Мераба, кажете ми како ги избирате судиите и за различни предмети, кој ви го дал името? Прво прашање, Јоктурбашка одговор. Второ прашање, Акмис, име Ögüşündür'ün кум. Кратеница. Ак Ögüşündür'ün ако, М Güsündür'ün може, И избегне Üşündür'i. Üşündür'i, С кадија? Судија. Судија. Суди за кои што претходно сме се договориле да не превземаат случаеви кои што се потикнати од нелегално прислушкувани материјали. Така. Да, студио, тоа беше разговорот со господинот Симе и господинот Акмис, скратено од ако можеш избегни суди кои што судат и така натаму. За вчерашни новости од веќе не знам кај се наоѓаме, ваш Кузман статива. Ерол. Не бе, не Ерол бе. Акмис, себе свари едно кафе? Можеш? Турско. Ево и за Кузман сте едно. Пеки. Ајде. Под притисок на времето, а и под висок крвен притисок, Маја е во соседното студио подготвена за некнешни новости. Неделава низ историјата. Американците ја тестираа хидрогенската бомба, русите им расплакаа мамата на унгарците, Панама прогласи независност, Обама стана првиот црн председател, а Сокол Митровски вториот приведен градоначалник во Македонија. Никој немој да е предвојче, тој си беше прв. Освен инвестициите од Јасмин од Катар, некој добро инвестирал и во предизборната кампања и одличен пиар. Исмаил, Исмаил, пак е избор наш. Секогаш за народ, тој е патот наш. Исмаил, Исмаил, пак победува. Докажа ни голем човек, се ке средува. Исмаил. Мислам дека Трамп ќе си касни од кркмата дека него не му текна да си среди песна како нашиот кандидат, сега веќе градоначалник на Пласница. Се шпекулира дека ова музичко ремек дело му е донесе победата уште во првиот круг. Во видеото, богами во текстот на номерата, хируршки прецизно е опишан ликот и делото на градоначалникот. Може да приметиме дека е мераклија на бекатонки сиви и огради за мостови во боја. Домаќинско видео со сите нишани, со росфрај огради, со бенџамин, со мермер на скалите, рамноправност на половите, заштита на видовите, животната средина, заштита на лицијата и дизел горивата, се покачи акцизата. Какво пукање, госпожа, тоа се инсинуации? Тоа веројатно петарди некој ако пукале, некој дете да речеме. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Кај закачам шапка, домот ми е таму, кај што ме чекат, домот ми е таму, каде што ме знаат, домот ми е таму, кај преспијам ног. Стамбен кредит на Комерцијална банка со ниски каматни стапки од 2,9% во првите 3 години и до 30 години рок на отплата. Без надоместок за одобрување и администрирање на кредитот и без трошок за процена. Комерцијална банка АД Скопје. Постојат два типа луѓе. Оние кои земале форца кредит и оние кои ќе земат форца кредит. А знаеш ли зошто? Затоа што секоја нова форца апликација е без камата и без додатни трошоци. Аплицирај веднаш и земи кредит без камата и без трошоци. Онлайн на forza.mk или телефонски на 02 323 6666. Како што се пожалија многумина граѓани на Тетово, водата за пиење која доаѓа од јавниот водовод го менува вкусот, што кај нив го запали црвеното светло за аларм. Но од Центарот за јавно здравје во Тетово смируваат. Не знаеме зошто водата го менува вкусот. Велат од Центарот за јавно здравство, порака што веднаш ги смири жителите кои не се од Тетово. Од таму додаваат дека водата може да го смени својот вкус од многу причини.
Например, ако таа се помеша со сок за растворање, ги прима својствата на сокот, или ако се помеша со бело вино, тогаш водата и виното создаваат хемиска компонента, позната како шприцер. Од центарот известуваат дека сите луѓе различно ги доживуваме дразбите, па можеби водата не е сменета, туку е сменето нешто во граѓаните. Елена, предлагам да се одмориме малку од овие тешки политичко-економско, социјално-аграрни, стопански теми со кои сите сме некако преокупирани. Се согласува Мацо. Затоа сега ќе се вклучиме во една скопска берберница да видиме како тече секојдневниот живот на берберот и неговите муштери по падот на режимот. Значи, Маци, стандард, идеме патец десно. Какво десно, човече? Лево цел живот ја носам, не ме буни така, лево. Менјаш страна, Маци, а? Доста менјам страна, лево цел живот си ја носам, ти шо ти е дека ме шишаш овде, па не ме гледаш, контра ти се гледал таму, шо ти е? Дечко, дај ме угаси камерата од прееску, вратов ми се, дај та молам неовластено снимање, нема више тие работи. Ај седи мирен, гледаш чека дечково за фенирање. Него кажи ми, со ова брадичево што правиме? Скроз, брада, тасма, значи мазно како праска са, како овде коса кај шо немам. Ме разбираш? Ви мене шо личаме, време нема од работа на не човек, сум се запуштил. Па да бе, немаше време 10 години да се избричиш. Шо да нема време, сгази од работа, бе, не збори така. Не гледам нови сликички си турил, рамки нови, браво, фино изгледа. Да бе, Маци, знаеш како е, мора малку да освежиме. Шо да освети тие старите кичера и тоа барокни рамки, ужасно, само ради тоа не сум ти доаѓал. Сва среќа падна режимов, па и ти да освежиш малце Дуќанов овде. Да бе, среќа што падна, па не мора веќе да правиш селфи по митинзи. Па ти ме сликаше на митинзи, што се правиш будала? Ама кажи како те слика, па? Не пребулјашки работи, земи стригни ме тука. Него можеш и ме со тама каза тоа дека чанк едно лузна овде дека тан. Како кај Зоки, така? Исто е така. Деца ќе прашаат утре кај беше за главно, да имам ја што да кажам, нели сега се лечат лузни од стариот режим, па да покажам и ја нешто дека имам, нема да им кажам на митинг дека Прав си бе, Маци. Студио? Фала ти, Маци. Елена, морам да признам дека фризурава ти е одлична и е по насока на уредникот. Така е, Александар. А ние продолжуваме со вчерашни. Одливот на мозоци или поточно иселувањето на младите е голем проблем кој новата влада вети дека ќе го реши. Но за тоа ќе почекаме. Во меѓувреме, како што дознавме од редакцискиот состанок во вчерашни, Кузман Статива тргна да најде соговорник кој ќе се исели од Македонија. Во продолжение е интервјуто со најновиот македонски емигрант. Да, студио, не најдов соговорник за иселувањето, па решив јас да се иселам од државата и да си направам сам себе си интервју. И онака ме дупите, нели, нон-стоп, па не е битно, последен ден ми е. Добро бе, Кузман, за тебе нели дојде животот? Па не баш, можда мене ме промашил. И онака јас се промашувам, па валја и животот ми има промашено мене. Јеби га, што не ме промаши ВМРО 10 години. Така. Кажи ми, оти не одиш во влада? Па не може цела редакција да сме во влада. Уствари може, ама никој ми нема јавено, не ми има пишано. Плюс, знаете, Јована е таму, а мене Јована ми е слаба точка. И во право беше Каракамишева што велеше дека не се иселуваме ради пари, туку ради невозвратена љубов. Така, следно прашање, каде ќе замине Кузман и што ќе прави таму? Па заминувам за Германија да работам во Макдоналдс. Тука пишува треба да направам шега. Се надевам дека нема да завршиш во Бургер Кинг во Шведска. Да, смешно. Следно што да те прашам, дали планираш да се вратиш во Македонија? Планирам да се вратам, да, ако отворат овде Макдоналдс. Се зезам, никош нема да се вратам. Ти благодарам многу. Да, дојди. Држи ова. Земи ова си. Кој е вој сега? Нема везе. Кузман, нека ти е среќен патот, ке ни не достигаш како Макдоналдс во Скопје. А вие, драги гледачи, останете со нас. Студио? Во неделата, откако се обзнани победата на кандидатот за градоначалник на ДУИ во Чаир, дел од членството се собра да прослави на плоштадот Скендербек, каде што се слушаа пукотници од огнено оружје.
Повеќе детали за прославата ќе дознаеме од член на председателството на ДУИ, кој го имаме на линк пред седиштето на партијата. Господине Зоран, може ли да ни кажете зошто се пукаше на прославата по изборите и дали некој ќе понесе одговорност за загрозувањето на животот на луѓето? Кој пукал? Какво пукање, госпожа, тоа се инсинуации? Тоа веројатно петарди, некој ако пукале, некој дете да речеме купува нешто дуќан и ако нема да му врати жвака и ќе му даде петарди и она пука, мислим ништо страшно тоа. Ама какви деца, ве молам, какви петарди? Цела македонска јавност виде како се пука со рафали со огнено оружје. Ама видете, господја, пукање во традиција со согласно рамковниот Охридски договор што е. Мислим, тоа е една прослава обична што го викаме огномет, тоа како се викува на македонски тоа, мислим ватромет. Добро, господине Зоран, што ако имаше жртви? Какви жртви, господјо, па у ваздух се пука тоа, нема горе небо, мислим, небото нема граница, вие сите знаете тоа. Да, во воздух, но гледате дека има штети, дождот куршуми, дупнати шофершајбни. Видите, што се однесува до самото штета, ние сме организирале внатрешни комисии кои што ги испитувале тие што го викате штети и нема ништо тука, мислим една шофершајбна на голф тројка што е со дупка, али газдата секако го продавал него, баш кај што син му сме го запослувале кај нас, така да он нема да тужи. Друго едно паднало еден такво усладолет, али детето ништо, освен што го испрскало овдека на кошулата. Това нема ништо. Друго што е вака еден бисквит што се продупчувал еден, ве уверувам дека нема ништо што е вон согласно со рамковниот договор. Дали може би има стигнато пријави до партијата за овој настан? Господја, од кого пријави? Од МВР. Ме дупиш? Тоа беше Зоран од штабот на ДУИ, а ние продолжуваме со вчерашни. Александар? Среќна вест! Македонија масовно пегла, пере и готви како никогаш досега во незината историја. Се пегла во ниедно време, насекаде вклучени бойлери и шпорети. Вака изгледа нашата земја откако се воведе дневна ефтина струја во сите домаќинства. Токму на оваа тема Ланчо Пашазотов разговараше со својот соговорник. Ланчо, дали сме на линк? Да, Елена, тука сум конечно, имаме можност да ви ја представиме господјата која подолго време, а немаше, а сега е тука во нашето студио. Се работи за една исклучителна особа, позната по својата општествена корист и по својата економичност. Достапна до корисниците со еден збор миленик на секоја македонска куќа. Почитувани гледачи, само за вчерашни новости господјата ефтина струја. Да, господја ефтина струја, како се чувствувате? Нели, долго време ве немаше. Да, јас ќе ви преведам што ќе каже она, пошто имам познавање од Морзеова азбука. 3 долги, 2 кратки. Така. Добро, да. Господјата ефтина струја сака да каже, само да видам, да, дека одлично се чувствува, многу е среќна што е повторно со нас и со радост ги поминува попладневните часови, дружејќи се со македонските домакинки. Но, господјо, дали тоа значи дека хигиената е на завидно ниво во Република Македонија? Аха, господица, се извинувам, продолж. Се разбира, да. Добро се, не можеме сега да го правиме тој муабет на телевизија. Ке се разбереме подоцна. Да, важно е да сме живи и здрави. Знаете што? Многу ми се допаѓа вашиот ентузијазам. Ви благодарам што ни бевте гостин, а драги гледачи, ви благодарам и вас. Студио? Ке може некој да го угаси ова? А? Нема бе, кај ќе ме фати? Ви благодарам, Елена, Александар. А сега, пред самиот крај, се селиме за момент во нашата редакција да видиме што се случува таму. Абе, како отишол за Германија? Па како без репортер се? Па ништо не ми јави. Ало? Кузман? Абе, шо ми кажи Арчи? Плескавици ќе продаш у Макдоналдс.
Абе, ако не ти се свиѓаше бе Кузман бе, па ќе ти у влада ќе те викне, бе, гледаш Јована ја викна, зашо немате трпение бе, одма такви глупости некои сам. Ќе се вратиш кај нас, нема Макдоналдс, кај ќе се вратиш кај... му изгледа роаминг, му рикна батерија. И сега шо правиме, Берчи, без репортер? Ај обличи го, Арчи, ти саково да видам. Обличи го, бе, обличи го сакото. Таман ти ова, дај види го и микрофонче, да видам вака. Па то, Берчи. Па одлично, бе. Па тебе знаеш колку те сака публика, бе. Ај тебе ќе те видиме. Кика, шо мислите вие? Жога, види го. Ај, одјави го прилогов. Ај, одјави го прилогов да има. Студио? Топ. Какво ќе биде времето, може да дознаете единствено од нашиот метеопат Weatherman. Добро вечер, економски студови сечат, нема зашто да противречам, тоа е така, овие овде нема да сватат, младите не ке ни се вратат, бугарски пасош или бегалски печат, времето и ЕУ нема ништо да спречат, тие пак ја си течат, у Немачка со ваљак да кречат, у Макдоналдс да додаваат кетчап, 500 евра за кокене и селат, од државава кене и селат, за 30.000 кене и селат, нема време веќе кене и селат. Добро утро, аз сум Ведермен. А ние дојдовме до почетокот на вчерашни. Ако се уште не сте се иселиле од Македонија, лекнете не на Facebook за да бидете чекор за ците. Токму така, Јелена. И гледајте си ја целата емисија уште вечерва на YouTube, бидејќи само така ќе дознаете последни. Добро утро. Добро утро и од мене.